Јас сум Предраг Самарџиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во четвртото издание од 7-та сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2016-2017. Во денешната емисија ќе видиме 3 средби кои се одигра во спортската сала Македонски херои, а ќе видиме деца од генерацијата 2004-2005 кои го одиграа второто коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе можете да погледнете стаданата рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова второ коло во генерацијата 2004-2005, ќе ги видиме најдобрите 5 потези од Јадранската АБА лига, од Кошаркарската Евролига и од NBA лигата. Крајот на емисијата ќе го најавиме и третото коло кај генерацијата 2002-2003. Затоа, почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 115-тото издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат второто коло во генерацијата 2004-2005 ја имаат тимовите на Академија Баскет и Борец. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Мечот стартуваше со изравната кошарка уште во првата четвртина. Нијанси решава за тоа кој тим ќе го добие првиот дел и првичното испитување на силите. Тимот на Борец беше тој кој имаше минимална предност во овој период и ја доби оваа четвртина со 10:9. До крајот на првото полувреме изравнетата игра на двете страни на теренот продолжи, но кошаркарите на Борец се одржуваа минималната предност. Во оваа втора четвртина Борец само ја зголеми предноста и на полувреме имаше позитива од +5, а резултатот на семафорот беше 24-19. Во второто полувреме кошаркарите на Академија Баскет се обидуваа да се вратат во игра. Одлично ја започнаа третата четвртина и овој период повеќе има топката во свој посед. До крајот на овој дел Академија Баскет ја намали разликата, а овој дел го доби со 13:12 за 36-32 на семафорот за Борец. Now tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? Во последниот дел тимот на Академија Баскет немаше сили докрај да го достигне резултатот на Борец, кој само ја одржуваше разликата и не дозволи изравнување.
Така со серија поени Борец уште повеќе се одвои резултатски и на крајот славеше упедлива победа од 55-39. Кај Борец најдобар со 14 поени беше Марко Трајковски, 12 даде Христијан Ѓуровски, а 8 Мартин Методиевски. Кај Академија Баскет по 8 коша постигна Иван Табаковски и Филип Барбутов, а 6 коша даде Александар Ајтов и Мартин Галевски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобри играч на преврат MVP ја добие Марко Трајковски од тимот на Борец. Здраво, јас сум Бојан Станосов и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од второто коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2004-2005 се сретнаа тимовите на ФНП Академија и Шкупи. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Тимот на Шкопје уште на самиот старт со одлична игра им стави до знаење на ФНП Академија дека повеќе сака победата на овој меч. Првиот дел во целост им припадна на Шкупи, кои со серија поени направија двоцифрена разлика. Првиот дел Шкупи го доби со 20:6. Во вториот дел ФНП Академија ги консолидираше своите редови, ја затврсти одбраната и реализациите на нападите ги правеше во голем процент на прецизност. Шкупи како да ги потроши силите во првиот период, па така немаше решение за расположените играчи на ФНП Академија. До крајот на полувремето ФНП се врати во игра, го достигна резултатот на Шкупи и со 19:4 го презеде водството на мечот и на полувреме имаше предност од 25-24.
Во третиот дел се играше израмната кошарка, која не донесе ништо ново. ФНП ја одржуваше разликата, а Шкупи се обидуваше да го врати водството. До крајот на овој дел, ФНП имаше минимална предност од 36-34, а овој дел го доби ФНП Академија минимално со 11-10. Во последната четвртина влеговме со изравнет резултат. Шкупи го достигна водството на ФНП Академија и до крај беше неизвестно околу победникот. И двата тима се менуваа во водството, но сепак пострекни беа кошаркарите на Шкупи. Го презедоа водството на крајот од ФНП и заслужено ја однесоа победата од 52-50. Овој дел го доби Шкупи со 18-14 во најефикасната четвртина на надпреварот. Кај Шкупи со 11 поени надобар беше Резарт Мемети, 8 даде Албан Салиху, а по 7 Редои Таипи и Амар Шеини. Кај ФНП Академија со 15 поени надобар на надпреварот и кај својот тим беше Стефан Ацковски, а по 8 коша дадоа Огнен Петровиќ, Марио Здравковски и Стефан Еленчевски. Наградата од нашите пријатели Горска ја доби Сухеј Петеми од тимот на Шкупи. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Крива Паланка и Квиско Баскет. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар. По почетното испитување на силите, тимот на Крива Паланка беа тие кои го поведоа на преврат. Тие го имаа почетното водство, а Квиско Баскет правеше напори во ова првот полувреме да дојде до резултатот на противникот, но често најдуваше на проблеми во нападот и одбраната. Сепак Квиско Баскет имаше и своји моменти на средбата и не дозволи Крива Паланка да направи двоцифрена предност. Првото полувреме Крива Паланка го доби со 20-14. Во третиот дел се разбудија играчите на Квиско Баскет. Најпрво го изравнија резултатот, а потоа со серија поени за прв пат победува на мечот. Тимот на Крива Паланка, како се одвиваше мечот, постигнуваа се помалку и помалку поени. Во овој период се случи и пресвртот, а Квиско Баскет ја доби третата четвртина со 13-6. На семафорот стоеше резултатот 27-26 за Квиско Баскет. Look, I be riding through my old hood.
but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Во последната четвртина се водеше вистинска борба по двата обрача и двата тима ја посакуваа победата. Квиско баскет како да ги потроши силите за завршницата, а Крива Паланка тоа го искористи. До крајот на надпреварот Крива Паланка го презеде водството и не го испушти до крајот на мечот. Така до победата стигнаа гостите од Паланка со 39-36. Кај победниците тимот на Крива Паланка со 10 поени надвор беше Денис Николовски, 8 даде Давид Станковски, а 6 Наум Додевски. Кај Квиско баскет со 7 поени надвор беше Никола Ацевски, 5 даде Јаков Јосковски, а по 4 Никола Василевски, Филип Димитриев и Стефан Станковски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобри играч на надпреварот MVP ја доби Денис Николовски од тимот на Крива Паланка. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. 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 I'm a boss. I play the shots. I call the call. Yeah. Hey. Got so many shades they thought I had a lazy eye. Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I go, that casket better cost 100,000. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirt, let's take him for that ride. OG is one who's standing on his own feet. A boss is one who guarantee we gon' meet. Fuck a blog dog, cause one day we gon' meet. I'ma spaz on your ass like I'm on knee. Or double. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следо рубриката Топ 5 каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова второ коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2004-2005. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете ги најновите топ 5 потези во АБА лигата, Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
cosa hasta arriba. But live for the moment, makes sense though. Dale, que la cosa hasta arriba. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, завршува и ова четврто издание од седмата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2016-2017. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се емитува на програмата на МТМ телевизија. Ќе ги видиме децата од генерацијата 2002-2003 кои ќе одиграат третото коло. Почитувани гледачи, ви останете понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во нашата лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав!